Општина Кочани ја продолжува реализацијата на програмата за изградба на сообраќајната инфраструктура, зашто веќе е започна постапка за избор на изведувач на градежните работи. Според техничката спецификација, во наредниот период е предвидено да се изградат и асфалтираат улици во Оризари и Горни Подлог, како и да се пробијат, тампонираат и да се постават рабници на повеќе други улици во градот. Вкупната инвестиција за двете започнати постапки е над 7 милиони денари, средства што целосно се обезбедени од општинскиот буџет. Според спецификацијата на јавната набавка, што е започната, се планира да се комплетира улицата Христијан Карпош во Оризари со вкупна должина од околу 250 метри. Исто така ќе се работи и на довршување на кракот 3 од улицата Маршал Тито во Горни Подлог, чија должина е 150 метри. Јавниот повик за пријавување на заинтересираните компании за изградба на улиците трае до 16 април, а избраната фирма ќе треба да ги комплетира градежните работи во период од 3 месеци. Паралелно со постапката за изградба на овие улици, локалната самоуправа на Кочани почна и втора за пробивање, тампонирање и поставување рабници на другите улици во градот. Вкупната должина на сообраќајниците е околу 2 километри, а рокот за пријавување на изведувачите за овие градежни работи е до 21 април. Тие ќе се реализираат сукцесивно во наредните 12 месеци, според потребите на општината. Исто така, општина Кочани ќе инвестира уште околу 2,5 милиони денари за крпење на прекопите и на оштетените асфалтни површини на улиците, а работите ќе се реализираат во наредниот 6-месечен период.